Економски, политички или професионален, кој да е мотивот, медицинскиот кадар се повеќе го напушта македонскиот здравствен систем и купува карта во еден правец. Оние кои остана и го држат на апарати македонското здравство пак се соочуваат со ниски примања, недоволни услови за професионално надградување и дури и политички притисоци. Во Македонија нема ни стратегија за планирање на кадри во здравството, што дополнително придонесува за недостиг на кадри, пред се специјалисти. За да се задржат медицинските работници дома, потребно е да се направат повеќе работи, пред се покачување на платите и надпартиско здравство, сметаат од самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита. Првиот мотив е економскиот, вториот е политичкиот мотив. Имаме во нашата земја, знаеме дека се случува на одговорни места во здравствениот систем да се стават лекари со, да кажам, помало знаење, можеби така да кажем, ако можам таква квалификација да кажам, кои на известен начин ја спроведуваат така наречена диктатура на просвечноста. А третиот мотив е професионалниот, а факт е дека многу од лекарите сакаат професионално да напредуваат во смисол да дополнителна доедукација и тоа го гледаат многу повеќе во поразвиените земји. Податоците од Македонското лекарско друштво велат дека за 10 години Македонија изгубила 2000 лекари. Според Карамфиловски, голем проблем во моментов е соодносот на бројот на сестри со лекари, што доведува до оптоварување на сестрите, особено на оние со средно образование. Во државниот сектор моментално работат само 7400 медицински сестри со средно образование и околу 2600 со високо стручно образование. Најмногу државава ја напуштаат општите лекари, кои имаат плата околу 500 евра. На општите лекари е исклучително ниска и тоа е еден од мотивите што повеќе напуштањето на нашиот здравствен систем го прават општите лекари, бидејќи плата со која влегуваат во државниот сектор му е негде околу 34.500 денари и замислете со таа плата и тие одат и на специјализација, зависи од должината на специјализацијата, дали ќе е 5 или 6 години. Сестри со средно образование во нашиот здравствен систем ми се блиску до минималната плата. Ево, ова плата која земате е еден и од мотивите во тие економски за напуштање на нашиот здравствен систем. Во државниот сектор во моментов работат 3100 специјалисти, 1600 општи лекари кои имаат релативно ниски плати. Надеж за подобрување на економската ситуација треба да даде потпишувањето на колективниот договор за линеарно покачување на платите, кој треба да се случи до крај на оваа недела.